Добро дојдовте во уште една магична сцена. Во Прилепскиот театар се спреме на прубава представа. Режија, ако зборуваме за прубава представа, мора да е Коле Ангеловски, па посебно ако представата е комедија, тоа сигурно е Коле. Нема друг, нема друг, да. Добро дојде Коле во магична сцена и мило ми е што прилепчаните уживаат во представата која што ја спремате и која што наскоро ќе биде изведена на Прилепскиот театар. Да. Па вака се работи за една црна комедија, авторот е Енглес, Антони Нелсон. Ја кога го преведував текстот, направив една адаптација, така да нашава представа, иначе оригиналниот текст е Лажговци. Меѓутоа, мене Лажговци ништо не ми значеше во контекст на самата представа, така да нашава представа се вика Перо Миле и Нова година, бидејќи целото действие се случува на ден пред Нова година. Перо и Миле се цајканите. Перо и Миле се двајца цајкани кои имаат последна задача. Значи, од Нова година заминуваат во пензија и една многу непријатна вест треба да соопштат и сега тоа е страшна една дилема кој да каже, како да им каже, како да го соопштат тоа кога луѓето чекаат, спремни се за дочек за Нова година. Баш ка се стари може нешто страшно да им се случи ако дознаат. Не сакам да раскажувам детали, но многу интересен текст затоа што не е од тој тип на комедии до сега ја што сум ги правил, кои што биле комедии на ситуации, на брканици, на дршне, такви работи. Ова е една, но како посуптилна, пооткачена, викам веќе и самата тема е доста чудна и е многу смешна. Јас имав среќа да ја гледам представата во Софија. Можам да ти кажам дека јас паднав од смење. Значи тоа и цела сала, мислам, тоа беше урневесна комедија. Се надам дека на ист принцип ќе тука дека ќе се забавуваме баш буквално од почетокот до крајот на представата. Во оваа представа имаш направено измена од оригиналната поделба и од оригиналниот тек на представата, затоа што сите улоги ги играат повозрастните актери, кои од пензија, кои пред пензија. Да речеме, баш бидејќи ја така го поставив, кога го преведував текстот, дека тоа се двајца полицајци кои што последна задача им е и од Нова година заминуваат во пензија. Сега, во текстот сам има двајца стари, има еден поп кој што исто така е постар, има една опасна жена и Јасмина се појавува како ќерка на таа постарата која игра Летка. Значи, сакав да направам представа баш со овие, таа постара генерација на актери, и со кои сите сум работел, со кои што многу добро се познаваме, многу добро соработуваме и навистина веќе на пробиве како идеме, големо задоволство е и мислам дека сега тоа најверојатно треба со публика да се, затоа што комедиите не постојат без публика. И секогаш кога ќе дојдеш така сега како што сме ние некаде при крај, знаеш, веќе сме заситени малку од тоа што го знаеш материјалот, додека не дојде со публика и публиката да видиме како ќе ни реагира, комедиите се малку зезнати. Но ти викам, од искуство, знам дека ќе биде многу смешно. Не ти е прв пат да работиш со постарите актери во Прилепскиот театар? Не па, тоа ти викам, јас сум од првата представа кога почнав, тоа веќе ова е 33-4 представа, значи после Драмскиот театар најмногу представи имам направено во Прилепскиот театар. Од првата представа што сум ја работел, скоро половина од овие што играле во првата представа што ја работев. Така да... Тогаш беа млади, не баш сите, да речеме Пепи беше исто така, така да си се знаеме. Кој играат во представата? Па двајца полицајци се Аша и Маријан Чекмаковски, значи Андон Јовановски и Маријан Чекмаковски, тој постариот пар се Трајче и Цена, Виолета е
таа опасна една жена, која што треба да биде. Попот го игра Најдо, Јасмина игра две улоги игра девојче и таа ќерка нивна, така да две улоги се игра различни и тоа е. И тоа е тоа. И јас кога гледав бугарска представа, сценографијата беше преубава, се случуваше во Лондон, како што и оригиналното дејство, беше на ротација, надворешноста, каде што полицајците разговарат кој како да влезе и кај да влезе, и внатрешноста во куќата кај што требаше да им се соопшти веста. Овде како тоа ги имаш решено, кои се твоите помошници, да речам, во реализирање на проектов? Па сценографијата е на Илина Ангеловска, она ги прави костимите, пошто се современи костими, мислам, кога викам современи, према карактерите, значи полицајци се полицајци, попот ќе поп, така да нема нешто, не беше нека тешка задача, но едно мало отстапување, малку и ќе се шминкаме, малку, ама ќе се шминкаме, така да ќе има така една и на таа тема откаченост. Лондон, не знам колку ќе функционираше, не знам навистина колку ќе функционираше, ал дека се полицајци се Перо и Миле. Овие се во Прилеп, така? Во Прилеп и сите работи што се случуваат, што се вакво се врзани се. Не е конкретно кажано дека е Прилеп, ама се знае, мислам, тука се. Тоа е една работа. Говорот Прилепски ќе биде? Ќе си биде тој говор, да, ќе си биде што го зборуваат. Што сакав да кажам, Прилепскиот театар е еден од ретките театри кои што има ротација и можевме да користиме ротација, но како што бива, прво финансиите, буџетот што го добивме за оваа представа, а тоа е страшно веќе, мене ми се случува, бидејќи јас ги правам комедиите, 4 представи што ги работам последниве, буџетите се 600.000 денари во бруто, 500.000 денари во бруто, и сега, значи, за иста сцена, за овдека, за оваа сцена, добиваме 600.000 во бруто за оваа представа. За истата таа сцена, некои од овие сега што се во жижа, добиваат буџети од 1.400.000, 1.600.000. Навистина не можам да разберам како може да се направат, колку е нивната сценографија и костими се поскапи, или кај одат парите во хонорари или во не знам што. Па не, срамота е, знаеш, ми е случајно да не искористевне некој железа што останале од представи на Маријан, од тапаните во ноќта, не знам, од тие на Мартин Кочовски што останале, да не користевне од тоа, не може да ја направиме представата. Не ке можевме да ја направиме. И тоа е стварно една срамота до тие екипи таму што се кои го одредуваат буџетот во Министерството, да се однесуваат така према комедиите, кога знаат од друга страна дека тие комедии се тие што се играат. И дека ти да не си подобен како режисер, да не уште си во аматерските режисер. Така најверојатно, да, ете тоа. Многу сум, не, на таа тема навистина сум гневен и разочаран и не знам, као нешто и се жалев, например, ти ја гледаш и многу ти се бенди са не сега драга комедија. Е преубава представа, таа е ремек дело представа. И сега за таа представа добивме буџет од 500.000 денари. Од 500.000 бруто. Кај што беше на ротација, кај што имаш 2 сценографии, не е една, кај што има 12 глумци кои што носат по 2 костими. Значи тоа се 24 костими што треба да се направат. По 100 евра да се прават, тоа се 2000 евра, 2000 и кусур евра само за костими. Така да стварно не знам.
Таа представа не сега драга, јас се надевам дека се уште сум оптимист дека ќе види цела Македонија, се работи за преубава представа која што на вистина треба да е на репертарот и треба да се игра многу често. За жал во театар комедија имаат па тие хендикеп што имаат и многу представи и го делат просторот со турски театар, така што не може некоја супер представа да се игра толку. Бе види, таа представа, барем тоа податоци, мислам, пошто од време на време идам таму, изиграа негде околу 30 представи, 40 до сега. Сите представи се продадени на каса. Сите представи. Тоа значи дека таа представа на театар комедија им донесе приход од едно до сега барем 30-40 илјади евра кои не и повеќе. А за да ја направам таа представа добивам 8.000 евра. Сега театарот има чар, не зборам ја као режисер, ама како човек кој што сака да направи представа, немаш пари. Ќе се смени ли нешто во нашава напатена Македонија? Не верам, таа со години не се менува, со години се полошо и полошо, се полошо и полошо. Да завршиме со убаво нешто, да очекуваме премиерата негде на крај на јануари, почеток на февруари, а секако дека ќе имаат љубителите на театарската уметност, на добрата комедија и на добрите представи од 17 до 22 како му одат деновите на Прилепскиот театар, пошто имаат прослава 70 години, така што се надам дека и тогаш ќе се видиме и ќе зборуваме за убави работи, ќе се смееме цело време на представата. Ќе се смеете, важи. Фала ти, Коле, многу. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Добре дојде во Мајк Шосена за Димитар Црцоровски. Добре дојде Црцор, како што те викаат во Прилеп. Јас те викам Димитар. Имаме повеќе поводи да се снимаме, многу активна 2019 година, 2020 година, впрочем и сите години од кога почна, од кога заврши факултет и од кога се запослевте вие младите актери во Прилепскиот театар. Како помина новогодишните празници, како си спремен да ја дочекаш 2020 година работно? Одлично, со полни батерии, одморено, значи почнуваме со работа и тоа е тоа. Неодамна пред Нова година беше проектот Глембаеви, кој што можам да кажам дека ја заокружи 2019 година што се однесува до Прилепскиот театар. Една преубава соработка на режисерот Бранко Брезовец со вас неколку актери од Прилепскиот театар кои што направивте посебна представа и со некои 5 актери кои што од Хрватска дојдеа па направивте една дупла представа на Глембаеви. Како одеше тоа напоредно пробите? Како сето тоа изгледаше? Ај објасни на малце и кажи ни колку е убаво или колку е тешко или колку е предизвик да се работи со режисер со име како Бранко Брезовец, што е? Многу интересен и чуден проект беше. Многу поразлично од тоа што сме навикнати да гледаме представи од Бранко Брезовец. Иако тој досега има работено со нас и го знае целиот ансамбл, после 8 години дојде и ни направи кастинг на сите. Значи, точно знаеше што сака и што бара од актерите и што сака да постигне со представата.
Тој ја работи представата, досега ја има Глембаеви 3 или 4 пати работено, пред да дојде да ни направи кастинг, истата представа ја работеше во Хрватска. И ние бевме многу скептици. Зошто го прави истото, зошто не тера да правиме нешто што имавме еден вид на контрапроцес. Значи, прво поставувавме мизансцен, па потоа ги градевме улогите, така може да се каже. Но сепак знаеше точно што сака од нас. Значи, кажав дека за разлика од предходните представи каде што гледаш плеада на актери кои само се пиунчиња на сцената и вршат некаква функција, во оваа представа има само, во првата представа, да кажам за Глембаеви, има само 6-7 актери кои немаат никаква друга задача освен актерската задача. Значи, многу со секој актер посебно работеше и посебно внимание за да постигнеме тоа што го имаме сега. Дојде премиерата, знаевме дека треба да дојдат 4-5 души актери од Хрватска, но не знаевме каков ќе биде исходот и како ќе течат пробите, да. Колегите од Хрватска ја гледаа представата, беа фасцинирани како истата представа, дури и подобра ја имаме направено тука во Прилеп и работевме околу 10 дена, имавме успешен обид за идејата што ја има Бранко. Бранко вика, ова е втор или трет обид, мислам дека трет обид да направи некоја таква представа, да склопи две представи во една, кој што вика дека е најуспешниот и најдобриот обид да се направи таква представа. Супер да се запознаи со колеги од страна, значи да работи со колеги од страна. Ние научени дека тука во Прилепи супер, ние работиме само се знаеме, ама наеднаш доаѓаат колеги кои што еден повозрасен, кој што има многу големо искуство и тројца колеги други помлади кои што работат во Загреб и кои што се главни на алтернативниот театар во Загреб и имавме супер соработка, супер поминавме, така да представата во Загреб помина одлично и тоа е тоа. Какви се загребчани во однос на прилепчани? Што видели некоја разлика во оваа театарска публика таму? Вака. Представата Глембаеви, првата представа што ја направивме тука, само на македонски што беше, во Прилеп помина одлично. Глембаеви уште една легенда, кај прилепската публика не помина супер, затоа што имаше премногу информации за публиката, затоа што Глембаеви за Загреб, за Хрватска е како култен текст, култна представа кој што се многу повеќе запознаени со идејата за Глембаевштината и кај нас како се вика тој таа лекција не ни е учена, значи Стокната ли? Не, како се вика, не ни е текст од национален интерес, па да го знаеме наизуст, така да во Хрватска таа измешаната представа многу добро помина. Ви
кога завршите со представата ви доаѓа публика во Хрватска да сака да се запознае со вас, да ве прашува како сте, што сте, од каде сте, да се дружи со вас? Да се запознаеме, да не прашува за начинот на како сме работеле представата, како толку добро сме биле синхронизирани со останатите колеги. Во секој случај беа одлични и коментарите и тоа е тоа. Играш во представата свештено лице кое што проповеда морал, а всушност знаеме критиката всушност е една од на оние работи каде што свештениците место да го терат тој живот како што го проповедат, всушност многу од нив повеќе грешат или грешни се за разлика од останатите луѓе. Да, значи идејата и со самата улога и идејата и во текстот со рољата напишаната од Крлежа е баш тоа. Дали тоа свештено лице на вистина го проповеда моралот и е морален, или сепак има направено нешто со женските ликови околу него. Беше одлично да се работи и никогаш не се знае границата дали на вистина тој спиел или бил со бароницата или со Ангелика, така да доста интересен процес за мене како актер и доста мислам дека интересно излезе и улогата и во концептот на целата представа. Во 2019 имаше и себејни приказни? Да, супер соработка со Милош и одлична представа. Значи представа која што беше работена со љубов и без премногу идеја за да биде некоја голема представа и со таквата идеја дека ние сега се собравме да си играме, излезе многу добра представа и многу добро прифатена кај публиката. И тоа е тоа. Тоа беше интересна представа каде што играат и деца и возрастни и тука глумецот баш може да си ги направи своите таленти, да си ги покаже на сцената. Нели во самиот текст пишува, ние го кажавме во представата дека ние актерите играме возрастни, играме деца кои што играат возрастни, кои што играат деца и така да се испомешано, имаше многу можности за да си играме и се изнаигравме. Така. Сега ви следуваат оние приубави денови во февруари кога треба театарот да слави 70 години од своето постоење. Се надевам дека тоа ќе биде преубаво одбележено и со представи и со манифестации, некои кои што 70 години не се воопшто малку за еден театар, а Прилепскиот театар има што да покаже, затоа што во текот на тие 70 години неговото постоење во македонскиот театар воопшто, а може и слободно да се каже во југословенскиот театар, е едно завидно ниво и актерите кои што произлегле од овие представи од овие години, всушност се актери кои што ќе останат вечно запишани во аналите и на македонскиот театарски живот и во југословенскиот. Така. За почеток моментално се спрема сега книга Алманах за тие 70 години на Народниот театар Војдан Ченодрински, каде што ќе биде опфатено се, каде што ќе бидат опфатени и постарите глумците што играле порано, кои што не се меѓу нас, постарите актери кои што се уште играат и ние, да се речам, помладите, макар што сега доаѓаат генерации уште помлади колеги. Ќе имаме околу 10 дена, значи ќе трае денови на тој Прилепски театар. Ќе имаме една премиера, сега што работат со Коле Ангеловски, ќе имаме неколку представи, но ќе имаме и две интересни, како да кажам,
две интересни вечери. Првата вечер ќе биде со групата Hounds од Прилеп, каде што ќе направиме нешто на музика од 70-тите години, нели 70 години Народен театар Војанчин Одрински. Ќе употребиме 15-16 песни од тие години и ние ќе ги пееме тие песни и ќе се забавуваме. Исто ќе се спрема со групата Фолтин, со каде што Фолтин правела музика за представи во Прилепски театар, ќе се изберат повеќе 10-15 numeri и ќе направиме нешто налик на представа, на исто дружење Фолтин со актерите од Прилепски театар. Тоа ќе биде уживање за публиката. Убаво ќе ги зарадувате во февруар, во ладниот месец. Кога почнува? Тоа е, значи, јубилеот ни е на 18 февруари. Од 17 февруари во текот на таа недела ќе биде тоа целокупното случување. Значи некаде до крај на февруари ќе имате секојдневно забава овдека во Прилеп. Фала ти што ни беше дел од Мајкша сцена. Се надам дека 2020 исто ќе убава како 2019 година, баш што се однесе до професионалниот ангажман. Кажавме дека има нова премиера од Коле, каде што вие помладите не учествуваат по старите актери, но се надам дека следната веќе помладите ќе си ја земат онаја штафетата, ќе ви ја предадат по старите и да може да почнете. Одлично е тоа што ние во никој случај не ни се лутиме дека прават баш таква представа, туку напротив, нас ни е мило што за одбележување на еден таков јубилеј дека се прави представа која што играат сите повозрастни актери кои што ние сме учеле од нив и сме работеле во овие 10 години со нив. Фала ти многу, Диме, се гледаме наскоро. Поздрав.